Развратно го истроши својот живот Спасителем. Сега не презирај го моето осиромашено срце, кое го вперува погледот на непотрошливото богатство на Твоето мило сърдие. Бидејќи кон Тебе милостиво Ти, викам, сгрешив Отче на небото и на Тебе. Мудриот Бог, како човеколюбив Отец, гледа на вашето смирение и внимание и вистинско покаяние и како блудниот син ве прима, кој се каете и кон кого од се срце пристапувате. Зошто сте дојдени, браќа, приклучувајќи се кон светиот жртвеник и кон ова свето братство? Сакаме испоснички живот, високо преосвещени владико. Навистина сте отправили големо и блажено дело, само иако го довршите, бидејќи добрите дела со труд се постигнуваат и со мака се извршуваат. Дали со својот слободен разум и по своја слободна волја пристапувате кон Господа? Да, со Божја помош, високо преосвещени владико. Да не го правите тоа од некоја друга потреба или принудно? Не, високо преосвещени владико. Се откажувате ли од светот и се во него по Божјата заповед? Да, високо преосвещени владико. Сакате ли да останете во овој манастир или во оној во кој ви биде одредено во испостништво се до крајот на животот? Да, со Божја помош, високо преосвещени владико. Дали ќе се чувате себе си во девственост, целомудреност и побожност до смртта? Да, со Божја помош, високо преосвещени владико. Ќе бидете ли послушни на игуменот и на братството? Да, со Божја помош, високо преосвещени владико. Ќе бидете ли се до смртта доброволно сиромашни заради Христа и никаков имот нема да стекнувате за себе, освен она што е за општа потреба и тоа од послушност, а не по своја волја? Да, со Божја помош, високо преосвещени владико. Ги примате ли сите прописи на општежитниот монашки живот и правилата составени од свете оци и од настојателот што ќе ви се наложуваат? Да, високо преосвещени владико, ги примаме и со љубов ги целиваме. Сакате ли заради Царството Небесно да поднесувате секоја тешкотија, тага во монашкиот живот? Да, со Божја помош, високо преосвещени владико. Дали сето тоа така го исповедувате со надеж во Божја сила и дали верувате дека во тоа ќе истраете до крајот на својот живот со благодата Божја? Да, со Божја помош, високо преосвещени владико. Си милосрдниот и се милостивиот Бог, кој своето пречисто срце и несватливата добрина своја ги отвора на секој кој му доаѓа со желба и топла љубов кој вели: ако и жената го заборави својот пород, јас нема да те заборавам. Тој кој што вашата желба ја знае и кон вашите намерија приложува својата молба за исполнување на неговите заповеди, нека ве прими, прегрне и штити, нека ви биде јака тврдина пред лицето на непријателот, камен на трпението
причина на утеха, дарител на цврстина, стекнување на добродушност, помошник на храброста, кој ќе легнува и станува со вас, следувајќи ги и радувајќи ги срцата ваши со утехата на Светиот Дух свој, удостојувајќи ве во делот на светите преподобни отци наши, Антонија, Евтими, Саво, свештени Наум Охридски и сите свети преподобни отци кои во монашното му годие на Христа, со нив и вие да го најдете Царството Небесно, во Христа Господа нашиот, кому нека е слава и чест, царство и сила, сега и во сите векови. Да се помолиме на Господа. Господи Боже наш, Ти си озаконил да бидат достојни на Тебе сите оние кои ќе остават се на овој свет, и родбини и пријатели, и те следат Тебе, прими ги Твоите слуги. Јован, Миланчо и Методија, кои се одрекле од сето тоа според Твоите свети заповеди и упати ги на Твојата вистина, бидејќи непоколебливо Ти припаѓат на Тебе, огради ги со силата на Својот Свет Дух, за никако непријателско лукавство да не влие над нив, дарувајќи им трпение и непрестајно да Ти угодуват со молитвите на пречистата Владителка наша Богородица и на сите свети кои од памти век Ти угодија, зашто се благослови, прослави пречистото и величественото име Твое, на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Мир се. Здравите ваши, преклонете ги пред Господа. Господи Боже наш, надежди прибежиште на сите кои се надеват на Тебе и преку оплутувањето на Христа, Твој ни ги покажа разните патишта на спасението, прими ги слугите Твои, Јован, Миланчо и Методија, кои ги оставија световните желби и себе Ти се принесува на Тебе, владиката на жива жртва, пријатна острани од нив секаква телесна желба и неразумни потреби, со остранување на нечувствителните влакна на косата, отклони ги и на разумните мисли и дела и да се удостојат да го земат јаремот Твој благ, бремето Твое лесно и да го земат крстот и да врват по Тебе, Владико, сочувај ги во Твојата светост и дарувај им добра намера во чување на Твоите свети заповеди, бројувајќи ги во погодно време во бројот на Твоите избрани, со благодата и човеколюбието на Твојот Син, со кого си благословен, со пресветиот благиот и животворен Твој Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Гледајте, овде Христос невидливо присуствува, внимавајте, никој не ве приморува да го примите овој лик, внимавајте, по ваша слободна волја сакате да го примите големиот ангелски лик. Да, високо преосвещени Владико, по своја собствена волја. Земи ги ножиците и подај ми. Земи ги ножиците и подај ми. Земи ги ножиците и подај. Нека е благословен Бог кој сака сите луѓе да се спасат и да дојдат до познавање на вистината. Нека е оној кој е благословен и сите векови. Амин. Братот наш Козма ја пострижува косата на својата глава во знак на откажување од светот и се што е во него, во знак на откажување на својата волја и сите телесни желби, во името на Отецот
и Синот, и Светиот Дух. Амин. Земи ги ножиците и подај ми. Возми ножици и подажи. Земи ги ножици и подај ми. Нека е благословен Бог кој сака сите луѓе да се спасат и да дојдат до познавање на вистината, нека е оној кој е благословен сите векови. Братот наш Михаил ја пострижува косата на својата глава во знак на откажување од светот и се што е во него, во знак на откажување на света волја и сите телесни желби, во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Земи ги ножиците и подај ми. Возми ножици и подажи ми. Земи ги ножици и подај ми. Нека е благословен Бог кој сака сите луѓе да се спасат и да дојдат до познавање на вистината. Нека е оној кој е благословен и сите векови. Амин. Братот наш Методи ја пострижува косата на својата глава во знак на откажување од светот и се што е во него, во знак на откажување на својата волја и сите телесни желби, во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Братот наш Козма се облекува во ризата и братот наш Михаил и братот Методи се облекуваат во риза на доброволно сиромаштво и немаштина, поднесувајќи ги сите беди и тешкоти во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, да речеме сите за нив: Господи помилуј. Господи помилуј. Михаил и Методи се облекуваат во риза на доброволно сиромаштво и немаштина, поднесувајќи ги сите беди и тешкоти во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, да речеме сите за нив: Господи помилуј. Господи помилуј. Козма се облекува на веселба и духовна радост, на одгонување и газење на сите таги, метежи, кои наидуваат од ѓаволот, од телото и од светот, и на постојано веселие и радување негово во Христа, во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, да речеме сите за него: Господи помилуј. Михаил се облекува во облека на веселба и духовна радост, за одгонување и газење на сите таги, метежи кои наидуваат од ѓаволот, од телото и од светот, и на постојано веселие и радување негово во Христа, во името на Светиот Дух, да речеме сите за него: Господи помилуј. Господи помилуј.
Братот наш Методи се облекува во облека на веселба и духовна радост, на одгонување и газење на сите таги и метежи кои наидуваат од дјаволот, од телото и од светот и на постојано веселие и радување Негово во Христа, во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, да речеме сите за Него: Господи помилуј. Господи помилуј. Браќата наши Козма, Михаил и Методи се ги препашуваат своите славени со силата и вистината на умртвување на телото и на обновување на духот, на бодрост и внимателност, во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, да речеме сите за нив: Господи помилуј. Братот наш Козма се облекува во риза на спасение и во отплов на правдата, да би се воздржал од сите неправди, да би ги отврдил ревносно измислувањата на својот разум и барањата на својата волја, да би секогаш имал во умот сеќавање на смртта, да би се сметал себе си секогаш за распнат на светот и мртов за секое зло дело, и себе си да би се покажал пред Христа секогаш жив во секој добродетел, во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, да речеме сите за Него: Господи помилуј. Господи помилуј. На спасение и во отклопот на правдата, да се воздржал од сите неправди, да би го отврдил ревносно измислувањата на својот разум и барањата на својата волја, да би секогаш имал во умо сеќавање на смртта, да би се сметал себе си секогаш за распнат за светот и мртов за секое зло дело, себе си да би се покажал пред Христа, секогаш жив за секој добродетел, во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, да речеме сите за Него: Господи помилуј. Господи помилуј. Господи помилуј. Братот наш Методи се облекува во риза на спасение и во отклопот на правдата, да би се воздржувал од сите неправди, да би го отврдил ревносно измислувањето на својот разум и барањето на својата волја, да би секогаш имал во умо сеќавање на смртта, да би се сметал себе си секогаш за распнат за светот и мртов за секое зло дело, и себе си да би се покажал пред Христа, секогаш жив за секој добродетел, во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, да речеме сите за Него: Господи помилуј. Господи помилуј. Господи Братот наш Козма го прима шлемот на спасението и непосрамно надевање, да би можел да се спротистави на сите ѓаволски лукавства
и да ја покрива својата глава со покрив на смирение и непрестано послушание во знак на духовна философија и своите очи да би ги одвратило да не гледат празнина во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, да речеме сите за Него, Господи помилуј. Михаил го прима шлемот на спасението, непосрамното надевање, да би можел да се спротисти на сите ѓаволски лукавства и да ја покрива својата глава со покров на смирение и непрестано послушание во знак на духовна философија и своите очи, да би ги одвратил да не гледат празнина во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, да речеме сите за Него, Господи помилуј. Шлемот на спасението и непосрамното надевање, да би можел да се протистои на сите ѓаволски лукавства и да ја покрива својата глава со покрив на смирение и непрестанно послушание во знак на духовна философија и своите очи да би ги одврати да не гледа на празнина во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, да речеме сите за Него, Господи помилуј. Браќата наши Козма, Михаил и Методи се облекуваат во сандали, примајќи се за благовестување на мирот, за брз и спремни, да се на секој послушание, на секој благо дело, во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, да речеме сите за нив. Господи помилуј. Господи помилуј. Браќата наши Козма, Михаил и Методи примаат духовен меч, кој е збор Божи и непрестана молитва Исусова, бидејќи сте должни името на Господа Исуса Христа секогаш да го имате во умот, во срцето и во устата своја, велејќи непрестано Господи се Христе, Сине Божи, помилуј ме грешниот, да речеме сите за нив. Господи помилуј. Брате Козма, прими го штитот на верата, крстот Христов, со кој ќе можеш да ги изгашне сите распалени стрели на нечестивиот и секогаш има и на ум дека Господ рекол, кој сака да оди по мене, нека се одрече од себе, нека го земе својот крст и нека врви по мене, да речеме сите за Него. Господи помилуј. Прими го, брате Михаил, штитот на верата, крстот Христов, со кој ќе можеш да ги
изгаснеш сите распалени стрели на нечестивиот и секогаш имај на ум дека Господ рекол, кој сака да оди по мене, нека се одрече од себе, нека го земе својот крст и нека врви по мене, да речеме сите за него, Господи помилуј. Брате Методи, штитот на верата крстот Христов, со кој ќе можеш да ги изгаснеш сите распалени стрели на нечестивиот и секогаш имај на ум дека Господ рекол, кој сака да оди по мене, нека се одрече од себе, нека го земе својот крст и нека врви по мене. Да речеме сите за него, Господи помилуј. Козма, Михаил и Методи ова свеќа и внимавајте, од сега сте должни со чист, добродетелен живот и со добра навика да бидете светлина на светот, бидејќи Господ рекол, така да се светли вашата светлост пред луѓето и да ги видат вашите добри дела во слава на вашиот Отец кој е на небесата. Братот наш Козма го прими ангелскиот чин и се облече со сеоружјето Божјо да ги победи сите сили и напади на поглаварите, властите и управниците на темнината на овој свет, од небесните зли духови, во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, да речеме сите за него, Господи помилуј. Господи помилуј. Михаил го прими ангелскиот чин и се облече во сеоружјето Божјо да ги победи сите сили и напади на поглаварите, властите, управниците на темнината од овој свет, под небесните зли духови, во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, да речеме сите за него, Господи помилуј. Господи помилуј. Ангелскиот чин и се облече во сеоружјето Божјо да ги победи сите сили и напади на поглаварите, властите, управниците на темнината од овој свет, под небесните зли духови, во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, да речеме сите за него, Господи помилуј. Господи помилуј. Господи Боже наш, поведи ги овие Твои слуги во својот духовен дворец и број ги во своето словесно стадо, очисти ги нивните умови од телесните желби, лавните ветувања на овој свет и дај им непрестано да ги имат на ум добрините кои се приготвени на оние кои те сака Тебе и си имат растнато во овој свет заради Твоето царство, бидејќи си Ти пастир и владика на сите души, на Тебе слава Ти вознесуваме, на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и во сите векови. Амин. Така на ангелите, а пораз на демоните, јас не ти кажам така неки честити од Бога, благословен Господ, делате мајче, спасувајте се,
imето za radosna ižde poraz.
постојано сега и секогаш и во вечни векови. Христе Боже, благослови хлеб и вино Духом Твоим святым, сега и присно и во веки веков. Амин. Во слава и чест на светиот Јован, крстител и претеча Господ, ти ја принесуваме ова бескрвна жртва, прими ја се шедри во Твојот наднебесен и мислен жртвеник. Во името на Отецот Амин и Синот Амин и Светиот Дух. Святи мученици, же добре страдалчество ваше и венчаше ся, молите ся ко Господу, промиловати ся душа наша.